Кривична пријава за Данела Арсовска. Вице-премиерот Изет Меджити најави дека ќе се бара одговорност за скопската градоначалничка, за која вели дека е последниот адут на Али Ахмети за дестабилизација на државата. Меджити предупредува дека Арсовска со лажни тврдења за проблеми во општина Чаир се обидува да предизвика конфликт и немири. Откако не му успеало со Таравари, сега лидерот на ДУИ според Меджити ја користи токму Арсовска како инструмент за остварување на неговите цели. Ова е последниот план на Ахмети преку Блерин Беџети, шефот на парламентарната група за дестабилизација преку општините. Овој пат не сами, значи не преку Таравари и други актери, туку преку Левица и инструментот Данела Арсовска, кој е во функција значи на дестабилизација. Тоа се лажни тврдења и затоа ќе добие кривична пријава за неточни информации. Мислам на објектот каде што се стигаше. Меджити предупредува дека Арсовска не треба да глуми инспектор, туку конечно да почне да работи за она што била избрана. Вице-премиерот предупредува дека Арсовска заборава во каква состојба се јавните предпријатија која таа треба да ги менаџира. Она изиграва инспектор, контролор, но заборава дека јавните предпријатија се пред банкрот. Добро е што почна од Чаир, добро е да ја видиме у Сарај, добро е да ја видиме во Шутка, каде што се незините партнери. Добро е да каже нешто за тоа што за синот на шефот на парламентарната група на Блерин Беџети, кој што има 17 години, има договор за интелектуални услуги во јавното предпријатие комунална хигиена. Судирот Арсовска Ганију ескалираше откако таа го обвини градоначалникот на Чаир за дивоградби. Арсовска веќе неколку дена објавува документи, а целата ситуација ескалираше синоќа откако градоначалникот Ганију истури камион со отпад пред незината канцеларија во град Скопје, како одговор што не функционираат градските комунални служби. Ганију денеска ја обвини Арсовска дека обработува за ДУИ, кои се плашат од пораст на локалните избори. Ги отфрли обвинувањата за дивоградбите и повика институциите да реагираат ако имало нешто незаконски. Господјо Арсовска, почитувам дека сте жена, но ве молам, решавајте ги проблемите смирено и достоинствено. Немојте да бидете инструмент на рацете на неколку моќници од ДУИ. Господја Арсовска, господин Османи, господин Беџети, прашањето е едноставно. Ке помогнете ли на Чаир или ке продолжите да ја држите како заложник на партиска битка? Ја ви тврдам во таа последнава зграда што искочи дека ние сме легализирале, тоа на суд ке се докажеме. Со тоа шоуто што го прави, а ја ви тврдам дека 5-6 други општини се пута 3 од дивоградови поголеми отколку во Чаир. Арсовска пак порача дека нема да се повлече и ќе продолжи да ги открива наводните криминали во општина Чаир.